Ја честитам изборната победа на нашиот политички конкурент ВМРО-ДПМН и нејзиниот председател Христијан Мицковски. Честитам на изборот на сите 120 пратеници во Македонското собрание и посакувам да имаат успешен мандат во интерес на македонските граѓани и европската иднина на државата. Го честитам изборот на Гордана Силјановска Давкова за председател на Републиката и се надевам и посакувам дека функцијата ќе ја извршува во согласност со дадените уставни овластувања и евроатлантската посветеност и обврски на државата. Им благодарам на нашиот кандидат за председател Стево Пендаровски, како и на поддржувачите на СДСМ кои покрај големиот пораз во првиот круг достоинствено излегува на изборите и овозможија да се постигне цензусот за избор на председател. СДСМ повторно покажа државотворност и одговорност по 100 пат. Најлесно беше по толку лажни обвинувања и напади од ВМРО-ДПМН да не го мобилизираме нашето членство за гласање на председателските избори. Но не паднавме во таа замка. Покажавме дека Македонија ни е поважна и секогаш ќе биде така. Денешниот резултат е разочарувачки. На СДСМ му е зададен тежок удар. Не само од граѓаните, туку и од симпатизерите и поддржувачите на партијата. Во наредниот период детално ќе ги анализираме овие резултати. Секако, во наредните месеци ќе треба и посериозно и подлабоко да го најдеме изворот и причините за овој поразителен исход. Не сакам да носам избрзани заклучоци и не сакам да посочувам виновници. И јас и партиското раководство имаме одговорност и сите именувани и избрани функционери имаат одговорност, вклучително и сите партиски функционери на локално и на централно ниво. Никој реално не е без одговорност и тука ќе мораме заедно да поминеме низ овој процес. Водев сметка да не наштетам на државните интереси. Затоа и се одлучив сега, откако завршија изборите пред вас, да ја кажам вистината со која живеам веќе 2 години. Вистината е дека актуелниот систем во кој што живееме води повеќе сметка за пиарот отколку за суштината, за површината отколку за длабината. И граѓаните со право се незадоволни и не веруваат во ништо. Многуте кризи придонесоа голем број наши граѓани да се иселуваат, да се чувствуваат несигурни, обесправени и без верба во својата држава. Корупцијата на секое ниво, личните интереси, долгата европска интеграција, нискиот просечен раст на економијата од само 1,9% во изминатите 30 години, непотизмот, клиентелизмот, бизнис интересите, етничкиот професионализам се само дел од крупните дефекти на системот кој ја јаде и разорува државата и кој мора конечно да се промени.